Моje село во твоето село, село Пустарека. Како соговорник, почитувани мои, го имам еден од постарите жители на Пустарека, Стојан Јанкуловски. Стојан, добар ден. Добар ден. Добре дојде во моje село. Благодарам. И ние во твоето село. Благодарам. Најнапред да ни кажеш, тука си роден? Овде сум роден и овде имам живеано некаде до 15 години, реално. И после на школување во Скопје? После во Скопје на школување. До твојата 15-та година, што можеш да се присетиш на тие времења? Па, најголемите сеќавања ми се дека тоа ми се моите најубави години што ги имам во животот поминато. И покрај тоа што било сиромашно, али тие спомени никогаш нема да ги заборавам. За село Пустарека? Село Пустарека, името така е, има легенда, се знае, али Ајде да чуем и тебе, зошто е Пустарека? Нели било лева река? Па Пустарека било лева река, се наоѓало кај денешната црква Света Петка, во средниот век, во Ресен. Лева река убиле тројца турци, аскерот тргнал да се одмазди и го сгрешил патот. Наместо за Ресен доаѓал Демирхисар, на кај Демирхисар. Тука праша луѓе каде е лева река. Тие му кажале дека на крајот е од долината. Дошле на ден Великден, ги собрале сите луѓе, Света Петка, ги собрале во манастирот, ги запалиле и најголемиот дел, може да се речи и 100% према легендите, ги уништиле. Тројца браќа од тогашното село биле со овците во планините, погоре. Караджа, Славко и Јовко, нивниот татко Корун загинал, останале горе, го виделе призорот и повеќе никогаш не се вратиле. И така настанува новото село? Новото село, денешната локација, Што било испустено? пошто било испустено, Пустарека. се го крстеле Пустарека. А имаме и рекичка низ селото. Ова наша рекичка, не знам и мештаните колку знаат, али веројатно поголемиот дел, се вика Стеваница. Стеваница. По која причина не знам, али се влива во Жаба, а Жаба се влива во Црна река кај Прибилци. Значи и ова вода оди на изворот на Црна. Да. Од овде понира и оди. Кај село Прибилци се влива. Знаеме дека летно време пресушува, меѓутоа во рана пролет кога се топат снеговите, тогаш има доста вода. Знае да биде доста вода. И работи една мала хидроелектрана. Да, Стојан, сега уште едно прашање. За црквата Свети Никола која постои од кога? Црквата према она што е запишано 1863-64 година изградена е заедно во не може и тотално, али блиску со црквата Свети Никола во Крушево. Додека црквата од Свети Никола Крушево после Илинденското востание или за време тогаш е поништена. Нашата црква преживеала и ден денес истата е. Обстојува. Сега да те прашам, црквата е градена со помош на мештаните? Црквата е градена со помош на мештаните. Овде секогаш имало добри мајстори, а фреските
и слични Иконостас. работи, иконостасот го имаат градено јаците од Галичник, Лазарополе, Тресонче. Така, тогаш биле ти од тој крај биле најповеќе Да. тие што ги граделе фреските и иконостасите. И запишани се во црквата. Така, запишани се. Ке ги Да. погледнеме после разговорот. Да. Да те прашам за камбанаријата. Постоело секогаш вака или ова е дали била изградена заедно со црквата или подоцна? Па, веројатно, после е изградена камбанаријата. Во поново време, јас паметам, која камбанаријата беше поинаква, има едно 30 на години, го има добиено денешниот лик. И сатот на неа поклон од еден наш мештанин кој живее во Австралија. Има доста печалбари од село Пустарека? Па има доста, али не како во други Така. места. Да те прашам, од кога би запамтил дека кога е последен пат е правена некоја свадба тука или верено? Или крштевка во оваа црква? Венчавка, мислам. Можам да кажам дека тука присутен беше еден дечко, Латко Павлевски, тој е женето Демирхисар, тогаш имаше, тој свадба направи овде, други нема. А додека работеше мотелот, тогаш имаше редовно. Црква, свадби и иде од Крушево, од Битола, од Кичево, крштевки овде и тоа Во е. мотелот се правеа свадби, се правеа. тука се венчава и така. Се. Тоа е до која година? Па додека почна да се распаѓаат некаде до 90-тите години. 90-тите години, намо полека. Да минатиот век. Сплавнува. Да. Од еви тој податок да го кажам, некаде 55-та, 60-та година, селото имаше околу 500 жители и многу деца и младинци. Нажалост, она што се случи во цела држава и кај нас, Така. се помалку и помалку, да во денешно време остана уште 30-тина. Така е. Предлагам Стојан сега да погледнеме и црквата однатре. Нема. Одиме заедно. Ти пред мене, ја по тебе. Ајде. Мое село во твоето село, село Пустарека. Разговарам со еден од постарите жители во село Пустарека, Стојан Трајановски. Да. Стојан, добре дојде во мое село. Добре ве најдов, добре дојдете и во моето село. Ви благодарам. Да те прашам најпрво, многу стојановци има во село Пустарека. Па прилично доста, зашто се многу добри луѓе. И името Стојан е благословено од Бога и православно македонско име, а исто и Трајан, па се ставале децата да трат, затоа се ставале Трајан И Стојан. и Стојан. Добро, И, морам да те прашам да ни кажеш за црквата Света Петка кај што се наоѓаме денеска. па да ви кажем по исказите што ми кажувале мојата мајка, мојот дедо живееше. Твојот татко бил Питро во оваа црква. Питро беше мамо по ново време од кога е преправена ова ново надена црква, Да, знаеш. кој е реставриран. Да, иначе пред тоа беше еден Борис се викаше. Имало доста тука што наде сега е млад еден мој брат учет исто Питро работи. Се одржава црквата добро, а иначе према исказите таа е постои уште 7 век некаде. 7 век. 7 век и ове било доста голема црква била, ама ова е село патриотско село. Револуционерно. Револуционерно, имало доста комити,
народот одоздолу од полето бегал. Да. И идел овде, и овие биле добри луѓе, им давале за солниште тука. За солниште ги примат. Ама, пошто биле кодошини многу од Да, тоа е онаквото познато. и почнуват Пуста река, ама зашто било опустошено село. опустошено све се види крстиле Пуста река. Пуста река. Да, ама после известно време идите еден човек од Кическо вамо, од Цер, не знам од каде, Да. Зале го вика. Тој беше онакво и отвори овде рудник за злато. И е прекрстено село во Златна река. Ајде, во тоа време. Сега, поново во време, во 80-те години навака. Златна река. Златна река е прекрстена, зашто Јој. имаше онаква, ама за наша несреќа и за несреќа на селово умира тој човек, Зале. И престануваат онакво, те овде во Каршија може да се види како е шутоите, како се товарало онакво таа руда, кварцот некој онакво, вамо сето има дупки како е копано, све луѓе од овде работеле, имало екзистенција добро, имаше голема екзистенција, имаше задруга работеше овде, све беше добро. И после Стојан еден исто. Трајановски, тој ми е дедо, беше дедо го направи ова. Прво мало и ти викам, после се направи ова цело, па се татко ми кој беше уште Питроп овде, Така. се реставрира ова, се направи иконите, камбанарија, све и од тога и така функционира тоа сега. Така. И те прашал кога селото било лева река. Било поделено на 3 дела? Тоа било поделено на 3, овде се гледа се викало Дулеј куќи, овде имало онако куќи, Така. и ваму Каршија имало куќи, Сталеј куќи. Сталеј. И овде центарот ова било лева река, сето, на 3 дела било, ама откако ова се онадило све, од тога и почнува да функцира само ова село. Така. Пуста река, лева река, Златна река и сега повторно е па Пуста река, зашто точно не можам годината да ти ја кажам, е запалено. И од Полојна нагоре, од кај куќа на моја што бевне, нагоре то сето е изгорено. Сето. Изгоре пак. Таа некоја жена од Цер, не знам како се викала, го запалила. Ама од тога и пак се заселува селото, пак онуват и некаде ко бев јас осмо деление, ко завршив, се затворат училиштето, имам не домодивјаци, осмолетка, Така. од сите села, имаше, овде имаше околу 400 жители, имаше 150 грла говеда. Така. Имаше дзевгари, волови, шора, јас лично како дете со дедо ми од ваму Така. горе, кај што она планината сета се онева се викало Бука, Пајкопадина, Пештерки, Средојне, Орничкири, то сето се орало, тој жито. И тоа со Дзевгар волови. Со Дзевгар волево и се возеше онако, јас од одгора качен на снопје, тој исто дедо ми идев овде, имам врчено коњите ги терам. Не само што било револуционерно, него било и сточарско, земјоделско село. Да, имало доста овци овде, говеда имало, па секоја куќа, скоро втора куќа имало дзевгар волови. Ако Така, така. немале дзевгар, биле запрек, тоа се викало запрек. Запрек. Например, јас и ти имаме по еден вол И запрек, сме да. запрек. И Так. ораме кај тебе, ораме кај. Говорам секаде. Така се помагале, да. Да, се онадело доста и Добро, може да речеме дека стоката во тоа време се отледувала само од ова што обработувале. да, од овде житото. Немало кај да купиш као денеска. Не, од овде се онадело доста, онакво и доста богато со жито било, онадело се, луѓето работеле, стварно работеле, онаделе праиле јаглени, на овој стоен татко му, исто со татко ми, ојле праиле ќумури, јаглени, па го Аха. продавале тоа, разбираш. Така ваделе некоја екзистенција. Да, имало све. Дрводелието поќе работело, земјоделието и сточарството. Важно, селото во живо последно време, јас кога бев на 25 години, беше 400 жители село. Жители. Сега нема да се жал. Ај сега вака да те прашам, дали ќе памтиш некоја свадба, некоја веселба, како се веселеле луѓето, како било организирано? Свадбите многу беа убави. Мојата свадба беше Во народни носи. Земавме невестата, пак овде, па идеја поклонани после, па вечерта вечера се даваше, па то све. Имаше доста овде. 3 дена, 4 Па дена последна свадба. свадба во селово што се деши беше свирачите кои да свиреа на Стеве еден Милјановски, син му го женеше, тие се моментално се во Америка. Така. Со невестата овде. Таа свадба последна беше што свирачи што засвиреа.
Така. За свадба. А некоја крштевка да памтиш? Крштевка, Црквата Свети Никола или тука во Света Петка? Имало доста крштевки, ама многу од дамна тие се веќе минато пред 20 години, пред 30 Така, години. Стојан денеска колку можеме да речеме има жители селото? Селото моментално тука што живеат со стално постојаните околу 30 жители. 30 кои постојано живеат. Кои со постојано живеалишта. Имаме преку лето. А иначе што идат стално луѓе има многу што мислам што не сте со лична карта, али тука живеат, Така, а лична карта има на Крушево да речеме. Па добро, не е битно личната карта. А иначе селото од кој ќе почне од април месец до октомври, ноември, онаму имат преку 80 луѓе. Видовме дека има и продавница на Има продавница, е доста опремена, има цвет, се пие доста, Така, добро. се весели, тоа е многу. Така и треба. Да, Стојан, ти благодарам за разговорот и да се видиме повторно. ви благодарам и на вас. Мое село во твоето село. Почитувани мои, добро утро и поздрав од едно револуционерно село, село Пуста река, или како што овде милуваат мештаните да ја кажат Пуста река. Имам чест да разговарам со еден од постарите жители на Пуста река, Стојан Стевановски. Стојан, добро утро и добро дојдов во мое село. Добро утро, добре ве најдов. Добре дојдовте и вие во село Пуста река. Најнапред би те прашал за село Пуста река. Од каде влече името Пуста река? Селото Пуста река влече од дамнешни времиња. Се зборуваат дека во средината на 15 чику селото било од левата страна на реката и се викало Лева река, село Лева река. Ама за време на на Османлиите пошле на ден Великден, го запалиле, црквата ја запалиле. Црквата Света Петка. Света Петка. Една од најстарите цркви. Најстарата црква е во Пуста река, Света Петка. Ја запалиле Света Петка, и сите луѓе што биле внатре изгореле. И кога се вратиле, тие биле тројца браќа горе на Козјак, го викаме, Бушова планина. Козјак. Кога се вратиле, кога виделе таму дека што се случуваат, решиле да го обноват селово и дошле од деснава страна кај што се најде од сега селово и го нарекле Пуста река. Пуста река. Од тогаш влече корени Пуста Да, река. Пуста река, да. Добро, не е баш, според името, не е толку Пуста река, колку што ја гледаме сега дека селото било големо село, било полно со народ. Да, селото беше големо село, имаше сите куќи беа полни. Во најубавиот период, Во колку најубавиот. куќи можеме да кажеме дека има? Па тие куќите се тие околу 70. И ама беа полни со луѓе. Полни со народ. Полни со народ. Дечиња, Дечиња. Школото било А вриеше школото, еве, податок, имам и слика таму, не знам дали ќе можам да ја најдам. 64 година, учител ни беше Трановски Славко од Пуста река. Од прво до четврто бевме 45 деца. во школото. Во школото во Пуста река и учевме на две смени, прво и трето од Сабајле, второ и четврто од Ручек и обратно. Тоа било до четврто оделение. Да, до четврто, а после се одеше од Долнодивјаци. Во Долна Дивјаца. Долнодивјаци беше осмолетка. Таму имаше интернат, додуше ние се враќавме од таму. Не седевме, имаше од подалечните села, во интернатот седе во Долнодивјаци. Така. Стојан, би те запрашал, во тоа време се орало, се сеело, се садело, житарици. Како не се садеше на сето Козјакот, што го викаме ние под Козјак, сето беше ниви, јас се сеќавам. Се садеше рж, пченца, овес, јачмен, и то со добар род се ораше со зевгар, со волови, Со зевгар, и се носеше гној таму. Со дрвен плуг. Со дрвен плуг. И ние ко деца чекавме после кој ќе го носеа, мислам, сламата кој ќе ја носеа плодот. И чекавме, се возевме во колите позади, се качувавме и после кој ќе вршеа врипавме во сламата
Така, да. Беше интересно, беше многу убаво беше тоа. Значи, можеме да кажеме планинско село. Да, планинско Тоа село. се работело како да Се е работело, да. Како да е Се на поле. работело, се работеше как јас бев дете. Ама се сеќавам добро со волојта идеа озгора од Подкозјак. Так. Сето беше ниви ораници. Би те запрашал, Стојан, Пустарека важи за револуционерно село. Револуционерно село, богато село, со тоа време, да не кажам сега вака, луѓе кои што си ја сакале својата земја, си ја сакале, си го сакале својот род и така натаму. Па Пустарека е пречуено уште од пред Илинденското отстание и за време на Илинденското отстание имало. Сега не можам да ја набројам, а иначе имат книга од починувани од Гоце Милевски, Пусторечанец, и наведени се имињата на војводите кои биле, шо биле, сето тоа. Јас можам да ви кажам повеќе за време на народно-слободелната борба. Да, може така во кратко да ни кажеш. Иначе потекнувам јас, дедо ми Стеван Мицески бил заедно со Војне Павловски од двајцато цело Пустарека се организатори, мислам, за формирање на првата партиска ќелија. А да наведам дека сите овие, што ќе го кажам, изворно се ги кажуваше Кузман Јосифовски. Да, Кузман Јосифовски. Да, дедо Кузман Јосифовски, тој бил жител на селото Пустарека. Да, жител значи, на селото. Значи не збориме за Кузман Јосифовски. Не, за да Кузман знаат Јосифовски гледачите. сега тоа е случајност. Да. И дедо Кузман кажуваше изворно, тој што кажуваше, ви кажувам, дека тука се збирале, одржувале состаноци и на крајот биле предаени. Како и обично. Како и обично. Мора да има некој кодеш. Да. Мора да има некој кодеш сега. И дедо ми Стеван со дедо Кузман, биле заедно во Пранги. И затоа ја знаеме тие. И кои носеле пешки до Закрушево, дедо ми Стеван имаше едно изворче, се викаше Јончова чешма. Не било извор само, после чешма ја направи. Да. Се навенал и тука многу го тепали. И после го тепали затвори во Идризово. Стојан, може ли да кажеме дека Пустарека била една... И трагедијата да е поголема, организаторите, например, Војне Павловски и дедо ми Стеван бил претепан до смрт и оставил 4 деца, од кои на стариот татко ми 6 години, другите сестрите 3 помали, од кои последната е посмрт родена, а исто и Војне за време на информбирото бил прогонуван и замина за Албанија и тоа остави 3 деца. Значи организаторите што биле првите луѓе овде во Пустарека. Да. И оставија децата. Добро, би те прашал нешто за денеска, Пустарека во денешно време. Колку жители денеска се во селото? Кои што тука живеат? Тука со постојано место на живење се околу 25-30, сега не држате ме за збор, не знам. Така. Иначе доаѓат преку летото појќе, претежно за викенди, идат за празници, што се овие верски државни празници, си идат од Скопје, од Крушево, од Прилеп, од Битола. Така. Доаѓаат доста жители кои што се во Пустарека. Иако се подалеку со своите живеалишта, доаѓаат во селото. Се гледа и по куќите кои што се одржувани толку години. Иначе, и тоа да ви кажам, во моје време, аз како дете, секоја куќа имаше овци, секоја куќа имаше крави. Да. И беше богато селото. Да, тогаш беше сточарството. Да, на ниво. Денеска Денеска нема ништо. Денеска е ридско село, планинско село. Денеска немат. Нема веќе дзевгар волови да се... Не, тоа ништо, таква работа немат, имат 3 коњи уште и тоа е. Од жива стока 3 коњи се во Пустарека. Добро, да речеме, ако се направи утре патот, да се подотера малку, инфраструктурно да се дотера, сигурно би се повратиле многу жители во нас. Би се повратиле, ама колку ќе биде тоа преку летото, да, ама зимно време, малце и со
временските услови зависи, например, од снегот неправилно, може се случува 3-4 дена да немат и струја овде и од тоа избегават поќе преку зимата си одат. Да, пошто е планинско село, Да. сепак зимите знаат овде да бидат подобри. Да. И тоа. Добро, Стојан, ти благодарам за разговорот и навистина да Ви благодарам и јас вас што дојдовте, што не посетивте и што ќе придонесите за афирмација на моето село Пуста река. ти благодарам. Мое село во твоето село. Почитувани мои, се наоѓаме во семејството Вјачовски во село Пуста река. За да така убаво заличи оваа маса, се погрижи домакинката Кристина Вјачовска. Кристина, добар ден. Добар ден, добре дојдовте. Добро ве најдовме и те молам најпрво да ни кажеш што све си припремила со твоите златни раце. На масата се е домашна. Имаме зелник, Зелник, тоа е тука. мазник. Мазник. Те молам, во Пуста река нема куќа да нема зелник и мазник на маса. Скоро секој викенд, Скоро секој секој слободен викенд. ден си меселе домакинките. Имаме и печено месо, мечено, лепче имаме исто се спремено во во фурната. домашна фурна. Да. Па може да ги наполниме чашите и да наздравиме. Можеме. Ајде да сме живи и здрави, на помош да ни е денот за многу години. За многу години. Па кога можеме да наздравиме, да замесиме, па и да запееме. Девојченце, девојченце, љубиш ли ме мене? Девојченце, љубиш ли ме мене? Девојченце, љубиш ли ме мене?